именно на иницијатива на Комисијата за односи со верските заедници, а со поддршка на поглаварите на Македонската православна црква и Исламската верска заедница, и имаме една убава можност за прв пат да ја формираме групата на пријателство помеѓу овие два значајни, доминантни во државата верски субјекти, како една формална рамка, како еден сериозно квалитетен простор во кој што двете страни може да продуцираат многу поголемо разбирање и запознавање меѓусебно. Од двете страни учесниците се професори на богословскиот и на исламскиот факултет, студенти, но и свештеници од поновата, верски службеници од поновата генерација. Сакаме да овозможиме простор идните свештени лица да имаат контакти меѓу себе, со што во многу сегменти во општественото живење ќе имаме квалитативни подобрувања и поместувања. Се работи за навистина значајна рамка, која што ќе ја развиваме во 4 модули во следниот период, и она што до сега на различни нивоа сме го правеле, сега добива една поформална своја структура. Ќе имаме тематски видувања, ќе разгледуваме различни прашања, ќе црпиме многу компаративни и позитивни искуства пред се, но и негативни од странство, онаму каде што се постигнати поместувања и онаму каде што ризиците не биле на време предвидени. Имаме здрави односи помеѓу МПЦ и ИВАЗа во моментов, на тоа се работело доста долго време. Тоа треба да го искористиме во правилен момент да направиме еден чекор понатамо. Практично тоа би значило дека после секоја годишна група на пријателство ние во еден период од една декада ќе имаме многу учесници кои што ги поминале групите на пријателство и соодветно во нивниот телефонски именик имаат контакти од верските службеници од другата страна. Тоа во многу наврати ќе се покаже како многу корисно и нужно и во времења на кризи, како овие денес, кога се затвараат круговите и се сегрегира општеството по социјална припадност, по верска, по јазична, по национална и така натаму, по политичка особено, мора ние да градиме една авангарда која што и во кризни времења контактира меѓу себе и гради она што државата го препознава како едно општество, а луѓето го препознаваат како единствено здраво општество. Општество во кое што сегрегацијата не постои или не постои во секоја пора. Да изградиме еден квалитетно општествено живење.